Се надам дека авторката на оваа интересна книга, на романот Земјата на селењето, Кречо Михали, денес си померува, ќе памти Евгенија, како што е терен надвор, прекрасен, топол, Евгенија Македонија, и се радваме да точно така се си поминеме денес оваа тема промоција. Се разбира дека има да должи многу, ќе го предам веднаш микрофонот на професор Петар Варнасов, кој ќе се обрати денес во оваа прилика за оваа книга. Добро, јас сум еден од преведувачите на овој роман. Иако немам некој искуство големо во преведување, сум превел само 2 труда во мојот живот. Еден многу тежок труд, филозофски, од еден познат и тој романец како господјата Михали, романец кој што во млади години отиде во Париз, во Франција и таму остана. Пишуваше во првиот период на романски, но види дека во Франција романскиот јазик не може да биде интересен и затоа премина на француски и достигна таква степен на совршеност на францускиот јазик, што стана најдобар стилист во Франција после Пол Валери. Пол Валери е исто француски писател, голем стилист. А овој романецот се викаше Емил Сјоран. На француски, на романски беше Емил Чоран. Да. Добро, јас ќе кажам неколку збора за тој превод прво, после за овој. Шетајќи низ парковите по Букурешт, во Букурешт, а таму книгата се цени многу, и видов повеќе маси полни со книги. И се доближив до една маса, зедов една книга во рацете, ја прочитав првата реченица од првата страница, нели? Ми се допадна, беше многу интересен текстот. Реков, ова вреди да се преведи кај нас. Ја купив таа книга и кога се врати во Скопје, отидов во францускиот културен центар, сега се вика Институт за француски јазик во Скопје. Ја побарав книгата на француски, бидејќи на француски ја пишувал, ова беше романски превод. Ја добив таа книга, меѓутоа видов дека книгата цела беше подвлечена, речениците подвлечени. И ја прашав библиотекарката, таму викам, зошто ова книга е се подвлечена? Вика, па еден зеде да ја преведе и рече дека овој роман не беше роман, тоа филозофски есеј беше, не се преведува ова. Не може. Јас направив една фотокопија од неа и почнав да преведувам. На вистина, францускиот текст беше ужасно тежок. Јас знам француски, сум живеел во Франција 4 години, меѓутоа не е така лесно. За среќа, што го имав романс, ја имав романската верзија, споредувајќи ги двата текста, романски и француски, успеав да преведам еден многу тежок труд. Тоа се вика трактат, односно на македонски, оглед на распаѓањето. Затоа што тој писател, тој, како да речам, тој филозоф Сјоран, беше така наречен филозоф на очајот. Се гледаше во црно во животот, се прашуваше зошто постои човекот, која е целта на човекот и така натаму. А такви писатели, такви филозофи имаше и во Франција и други, и во Германија и така натаму. И навистина доби големо место, значи значајно место во француската литература, Тоа беше мојот прв обид, ама јас тоа го преведов од желба, што имав желба да го преведам тоа.
Сакав да го преведам. Овдека, овој роман, случајно, господинот Станчо вика, ајбе да го преведеме, овој на романски. Со задоволство викам, зошто? Господјата Михали е многу позната писателка, и има повеќе романи објавувано и на романски, но и на француски, па дури и на англиски. Таа живее во Канада, во францускиот дел на Канада, во Квебек, Монреал, и реков, со задоволство ќе го преведеме романот, мене ми е драго, поготово романски, што, знаете, јас сум од село Ума, од Влав, а романскиот го имам како мој јазик, нели, влашки јазик, така. И викам, да, со задоволство ќе го преведеме и тој роман, да. Во романот, добро да кажам дека при преводот основна работа е, за да се направи еден превод, треба да се познават двата јазика, темелно. Јазикот кој што се преведува и јазикот на кој што се преведува. Сега, да ви кажам дека македонскиот јазик на вистина е изграден по тоа што го преведов од филозофот тој текст, видов дека македонскиот јазик има сите изразни средства за да се преведат и најтешки дела. Но треба да се познават двата јазика. И во конкретниот случај и романскиот и македонскиот јазик, нели? Но сето тоа не е доволно. За да се преведе еден труд, има разни трудови, со разни описи во него, треба да се познава добро цивилизацијата на таа земја, културата, географијата, историјата, реалноста на таа земја. За среќа, Романија ја има истата реалност како и Македонија. Односно, и тоа е земја, може да се смета и европска, но пред се и балканска земја. И животот не е многу различен отколку животот во Македонија, односно нашиот селанец како живел, зашто тука расказот се однесува на една жена која што од Букурешт нели се развела од својот маж и сега се враќа во селото од каде што потекнува. Сега се судрува со животот од некогаш во селото кога била, а таму условите се навистина мизерни. И тој големиот талент на господјата Михали е во тоа што во детали го опишува тој живот. Значи, не само луѓето што живеат, не само местото, куќите, но и како да речам, мебелот внатре, значи, посудата, како се рече на македонски, садовите што се и така натаму, се го опишува во најситни детали. Зошто тоа е важно? Затоа што луѓето од градот и не прават голема разлика меѓу нештата. Јас само еден пример ќе ви кажам. Мојата жена од Романија и ние кога бевме млади, низ Карпатите таму се шетавме, не само јас, целата фамилија, нејзина, и наидовме на еден овчар. Овчарот имаше едно стадо овци, ама имаше и неколку кози. Таа жена ми и нејзината сестра не правеа разлика меѓу коза и овца. Градските деца не знаат, не виделе. Замислете, меѓу овца и коза да не правиш разлика. А камоли да го познават селскиот живот во детали. Тоа не може да го знаат. Сега описот на таа обстановка е многу значаен и за богатењето на речникот. И кај нас многу зборови диалектни ќе исчезнат, зашто никој не се занимава со диалектите да ги опише.
егејските говори наши, македонски, кои сега не се како што биле пред 50 години, кога Божо Видоевски собра еден материјал, нели, од таму, сега тие се многу, во нив има многу грчки зборови кои се навлезени. Многу зборови ќе исчезнат. И ќе исчезнат затоа што никој не ги проучува. Наместо да одат екипи, да го соберат тој материјал, па да го прикажат низ монографии или низ лингвистички атласи, сето тоа ќе пропадне тој материјал. Многу е важно тоа. Француските писатели како Пјер Лоти или Балзак прават детални описи, нели? И сето тоа од јазикот на една нација се гради врз база и на литературното творештво. Значи, тој француски јазик не станал толку познат, а што денес американскиот ваљак го згази, бидејќи такви се условите, меѓутоа тој останува јазик изграден врз добра граматичка структура наследена од латинскиот јазик и така натаму, но тој е изграден врз база на прекрасните трудови на француските писатели. Тоа можеме да го кажеме и за други јазици, не само за францускиот. Рускиот јазик, кој што има богата литература, исто така, на тој начин е граден, нели? Така. Па ние исто така сме успеале од нашиот јазик да направиме еден таков јазик. Значи, накратко да кажам дека во овој труд големата заслуга на писателката Михали се стои во тоа што таа дава животот, тешкиот живот на селото, не само селанството што било во таква ситуација, но исто така и режимот, комунистичкиот, социјалистичкиот режим во Романија беше еден тежок период. Но, знаете како, луѓето живеат и кај што живеат, младите не се свесни за тоа. Се им е добро. И ние, кога сме биле млади, викаме, било добро, иако во Ѓевѓелија имаше само еден задругар, една кафана, ништо немаше тука, кога бев јас млад. И одевме во задругар, музика имаше таму, на друго место немаше ништо. Сега младите имат кај да одат, живеат добро и така натаму. Но секој со своето време се фали дека било добро во негово време така. Тоа е накратко што можам да кажам за овој роман. Да не го раскажувам, јас може авторка да повеќе ќе каже за текстот. И мене ми е драго што во Ѓевѓелија има добра публика. Јас тука сум бил и пред 2 години беше, така? Се знае, Мирјана беше тука, еден речник промовиравме и полна беше салата и сега има доста, зашто тешко се собират луѓето да дојдат, но ова публика, вашата, е публика што ја сака културата, нели? Ѓевѓелија е место, не е место за фрлање, место за почит. Ви благодарам за присуството. Сега ќе го дадам микрофонот, односно господјата Фелича ќе каже збор-два за незината книга. You're going to translate? Yes. Okay, good morning, good day, everybody. Thank you so much for coming here. It's midday. It's a wonderful day outside. So you should stay outside, to take some sun. But you're here, and I am very, very grateful. Thank you very much. Голема благодарност од авторката до вас, бидејќи сте тука на овој убав ден, да слушнете малце за книгата нејзина, наместо да го доживеете овој убав сончев ден, вие седите тука со нас, но убаво што сте тука. So this
This is a book that I wrote when I was 33 years old. It was published in 1999, before I decided to go in Canada. In 2000, I moved in Canada with my family, my husband and my daughter, and I brought with me this book, which in Romania, it was quite a shock. A woman writing about how awful the life in the village was. Because we are used, during the communism time, we are very much used to see the village as a kind of paradise, you know, where everything is only flowers and trees and nice ships, and people are with, you know, with white blouses, and everything was clean. I grew up in a village, and I knew life is was very difficult, and is still very difficult, mostly for women. And романот господијата го има напишано на 32 годишна возраст во 1999 година, пред да се пресели во Канада. 2000 година таа се сели во Канада со својата ќерка и својот сопруг, и публиката во Романија многу интересно го примила, односно негативно го примила, кажи го, да е романот, бидејќи они биле навикнати приказните за селата да бидат премногу идеалистични, дека селата живеат во рај, дека, кажи го, да сите селани се облечени во бели кошули, дека во нивните, кажи го, на нивните куќи има многу цвеќиња, а сепак не било така. Она самата е мислам, живеела во село и во самиот роман сакала да го опише селскиот живот. Yeah. In Romania, we have a lot of the writers' literature was mainly seen like a man's business. A lot of writers, men, but a very few women writers. And people were waiting for us to write just nice books about love, about how good it is to be a very good cook, good mother, good wife, and nothing more. And this book was quite a shock because, you know, it was my first book. I didn't know much about what people would like to read, and I was very sincere, and I put in this book all my frustrations as a girl coming from the countryside, as a lonely woman. I was a journalist, I was a single mother with a daughter on my hands, and I was very cruel, but I thought at the time that this is art, this is literature. You have most of it, you have to be faithful to yourself, to your beliefs, and to be sincere. And this is what I did. Во Романија, значи, публиката е навикната повеќе, мислам, во Романија се смета дека пишувањето книги е машка работа, дека малце жени би требало тоа да го работат, и доколку тоа го пише, односно се најде жена писател, дека таа треба да пишува за љубовта, за нејзиното мајчинство, за семејството, и да биде сето тоа нели во една блажена форма. Кога го пишувала, кога решила да го пишува романот, Фелича решила тоа да биде искрено, најискрено, и колку и да биде тоа сурово, таа била сурова во опишувањето на действијата во романот, бидејќи и самата потекнува од селска средина и знае што значи потлаченост за една жена, што значи суровиот селски живот. Yeah. So this was almost one of the first book written in this way, and it opened the way for many women writers
that now are very brave. They really are telling their stories with their sufferings, and you know, opens the door to a new kind of literature that is written right now. For my side of the story, this book was published in 1999, so 1 year before living in Canada. It was a success, a big success in Romania, but I didn't enjoy it because I moved in Canada. And I brought it with me. I wanted to, you know, to publish it, but when I read it in Romanian, I didn't like it at all. I thought, my God, who is going to read this book here? I mean, Canada, America is a very different society. They don't know us. They don't know Balkans. They don't know Romanian women, villages. What are they going to do with this book? But still, I want, because in Romania I studied French. I knew French when I moved in Quebec, which this is a French province, and I want to do at the school, back to school, to university, to do a master's degree in literature, and I started translated myself the book into French. Книгата е напишана, значи, 1999 и постигнала голем успех. После оваа книга многу жени, писателки, се одважиле да пишуваат за, нели, за суровоста да се биде жена, за потлаченоста, за нивниот живот, да бидат искрени, да не обвиткуваат формата во нека, да не обвиткуваат формата. Значи, книгата е напишана 1999 година, една година пред таа да замине во Канада. И доживела голем успех. Кога дошла во Канада, бидејќи книгата е напишана на романски, мислам, успехот што го доживела во Романија, она не го има тоа, не можела тоа да го воочи, бидејќи заминала, нели, нормално од својата земја. Кога го прочитала, кога стигнала во Канада, кога го прочитала на романски и си рекла, о, Боже Господе, кој ќе го чита овде? Канада е сосем друга, Америка, Канада е сосем друг живот, може нема да им се допадне. Тогаш и почела да го учи, каже го, францускиот јазик и се запишала и на постдипломски студии, за да ја напише книгата и на француски и за да го научи подобро јазикот, за да книгата ја восприеми на француски јазик подобро. So it took me almost 2 years to translate it into French. Then I printed and I sent it. I think I printed almost 30 manuscripts and I sent it all over the place at all the publishing houses. And one of the biggest, which was XYZ Editeur, you know, just liked it very much and decided to publish it. And it was like the beginning of a beautiful story with Quebec and Canada, because the book was also a success in French language, in Canadian, you know, side, the French side of Canada, and it was, you know, my window to the French-Canadian literature. After this, I started writing in French. I wrote 8 books in French that enjoyed like publicity, but you know, this was the beginning of my career in Canada. And from 2007, I also started to write in English. I wrote 3 books in English, which were even more popular because we don't have to forget that Canada is an English country, and those 3 books opened my way to the English Canadian readers, you know, United States, England, and everywhere. People can easily read them everywhere. So right now, I am a writer. Yeah, okay. Sorry. Yeah. You finish the sentence. Yeah. So now I am writing in 2 languages, French and English. I am a translator. I translate
from English, French, and Romanian. I didn't forget my mother tongue, even if it's something that I use only at home with my family, with my grandkids. I have 4 grandkids, and I tried, to teach them how to speak Romanian, things about Romania. But outside, I only live in French and English. I teach French. I'm running a publishing house in French and English, and, it changes our life in a way. Значи, книгата е пишувана, односно 2 години е посветено внимание на преводот на француски, и кога ја превела, направила 30 испечатени верзии и ги поделила на издавачи. Се еден од најголемите издавачи во Квебек, односно во францускиот дел на Канада, се заинтересирал. Sorry, what was the name of the publisher who first published? XYZ, like the last letters from the alphabet. Okay, XYZ. Значи, тие се заинтересирале за романот и рекле дека е феноменален, дека ќе го преведат, и така почнува незината приказна како писател, односно успешна приказна. Сака да каже, нели, така почел незиниот значи, после тоа има превед, напишано уште, после овој роман, преводот на овој роман, почнала да пишува на француски и напишала 8 романи на француски, кои што се издадени од разни издавачи, но кажа да бидејќи има големо влијание во Канада и англискиот јазик, голем дел од канаѓани зборат и англиски јазик. Она исто има напишано 3 книги на англиски јазик за канадскиот дел, или англофонскиот дел на Канада, за едноставно и таму да се обиде како писателка. Значи, сега во моментов она пишува и на француски и на англиски, го говори нормално и романскиот јазик, се уште не си го заборавила мајчиниот, односно татковскиот јазик. Она има, господјата Фелича има 4 внуци и дори ги подучува внуците на романски да не го заборават својот јазик, нели, од јазикот од кој што потекнуваат. 2007 година ја основа 2007 you are started the writing from 2007 I started writing in English, and the first English book was published in 2012. Значи првата, кажи го, 2012 година е издадена првата англиска книга. Фелича е исто така основач на издавачка куќа Хаштаг и предава француски јазик на деца кои што доаѓаат од разни страни на Балканот. Yeah. And about these translations, the book was translated into English. The title was different because my English publisher didn't want any cheese on the title. It said cheesy, it's not good as a title in English. So they chose a ramshackle home, like a house in, a wreck. It's a deserted house. And this was difficult for me to accept because I wrote this book starting from the title. First, it was one of the a rare case where I had the title but not the book. Usually it's other way around. I have the book and then I find the title. So it was very sad story for me that asked me to change completely the title. And, it was a very successful book. In Canada, we have what is called CBC Books, which is the biggest institutions that, advise readers what are the best books to read for the seasons. And The Country of Cheese was among the 40 books recommended by CBC Books in 2023 when it was published. So I was very, very proud about it. Still, when Nikolai and Peter asked me if I would be interested in translating it in Macedonian, I was so, so happy. It was like coming home. Because I think this kind of book
could do much good, very good, in this kind of place where where women mostly are still struggling to, to prove themselves. We are subject of traditions that ask for us just to be, nice, housewives, and, you have to learn to ask your rights, to be brave, to want more that, people around you or family or colleagues wait for you. Just try to do what is best for you, what you believe that is best for you as a woman, as a person, you can always be a good mother, wife, and also, make a career, and, we have to learn not to put in balance, to renounce to career just because the family, need us. We can do both. So I thought maybe it was Значи, книгата, кога била преведена на англиски, англискиот издавач побарал од Дейзе да биде сменето името, бидејќи не сакале сирење, односно чиз да стои во насловот, вика некако сирење не е убаво и нејзиниот превод, односно англискиот превод е урната куќа, урнат дом. Бидејќи за тоа се зборува, иако Фелича негодувала за тој наслов, бидејќи ова е прв пат, мислам може не е прв пат, но кај не е прв пат, она го имала името на книгата и после почнала да го пишува романот. И се вика, ми беше вика едноставно, не можев да прифатам, да ми го се смени името, но сепак кажи го да прифатила. Книгата Земјата на сирењето е прогласена за една од најчитаните, односно најбараните книги, во конкуренција на 44-то место, во конкуренција на канадска фондација, it's a Canadian newspaper. Yes, yeah. Значи тоа е весник CBC и нејзинот, мислам, она го задржала нејзиното место, односно книгата го освоила 44-тото место. Значи во книгата се зборува за улогата на жената, бидејќи од жената се очекува да биде нели онаа традиционална улога што ја има се уште се извинувам, кога Николај ја и предложил да биде преведена на македонски, таа многу се израдувала нели нормално, бидејќи знае дека ние исто Македонија, нели, во склоп на Југославија го имаме добро малце социјалистички систем, но сепак знаеме што значи потлаченост на земјата, на жената, и знаеме што значи улогата на жената, традиционалната улога на жената, нели, дека таа треба да се грижи за домот, за децата, дека не сме да работи, но во сега, во поново време, нели, во денешно време, жената може буквално да ги работи сите работи, и да ги гледа децата, и да го држува домот, и да биде и успешен, да бизнисмен. That's it. Yeah. Okay. Yeah. So thank you for coming. Thank you for reading this book. It's not an easy book. It's not very sweet, but it's real, sincere, and true. It's my best book. I put everything in it, and well, I hope you'll enjoy it. And if you have some questions, okay. I'm going to stop. Госпојата Фелича ви се заблагодарува што сте прочитале книгата, бидејќи книгата сепак не е лесна. Искрено се малце ќе избегам од тоа. Јас додека ја работев неколку пати заплакав. И едноставно ми требаше малце и време пауза да направам од подготовката, бидејќи јас ја правев компјутерската подготовка, ми требаше малце подготовка за да ги преживеам сите оние, нешта што таа селска жена во Романија ги доживеала. Буквално пред мене беше мојата баба. Добро, мајка ми сепак живеела во еден модерен живот, но мојата баба, буквално ја гледав мојата баба пред мене додека ја работев книгата. Господјата Фелича ви се заблагодарува што сте во толкав број дојдени, и ако имате некои прашања, слободно поставете. And I'd like to thank Gordana for publishing this book. This is amazing. I'm very grateful for this.
Да се заблагодарува за нашата соработка и можем да кажем дека ова ќе биде само почеток на едно убаво пријателство. Многу како издавач или како уредник во една издавачка куќа многу е битно кога имаш иако не сме се видели, иако не сме разговарале, мислам тет вака лично, сега се запознавме преку писма, едноставно со Фелича веднаш се свативме. Буквално тоа што ми го кажа нели како и да изгледа, веќе кажа да и корицата, благодарение на еден нејзин пријател кој што е највен сликар во Романија. Исто и овој каже го да и француското издание е од истиот сликар, но друга фотографија, мислам друга слика е употребена. Значи едноставноста. Потоа се гледа колку е голем писателот, кога е едноставен, кога не бара многу, тогаш имате навистина одличен производ. И не застануваме тука, се надевам дека ова свето тројство, заедно да го кажеме, професорот Петар Атанасов, професорот Николај Станчу, дека нема да застанеме тука не само за книгите на Фелича, туку и за книгите од романски писатели. Би сакале, бидејќи не се застапани толку многу во македонската литература, односно во преводите, би сакале малку повеќе модерните писатели романски. Само можам да кажам дека го преведов, прочитано преведов заедно со господин Станчо, ме разбрав која е земјата на сирења. Земјата не спомнува. Да, и јас сакав тоа прашање на простора. Тоа е земјата на сирења. Why is country of cheese? Тоа е една метафора точно за бедата, за тешкиот живот, нели, во Романија, значи се однесува на Романија, таа земја, нели? Точно поради тоа. Но, тоа е една, како да кажам, писателска метафора. Метафора, Метафора е таа што одлично се послужува господинот Михали со таа метафора, бидејќи во целиот текст провејува оној тежок живот, дури миревен, нешто има кој што и одбивно да го читате за она што, за тој живот каков бил и каков живот живеела протагонистката, нели, таа жена, нели, што се вратила до селото за нејзините љубови со поранешните колеги од школото и така натаму. Точно таа е метафората на тешкиот живот. Би го викнала се господинот Михаил Станчо да каже некој. Би сакале да прашпате нешто? Јас би сакал да кажам, напорите на авторката се извънредни. И поготово што таа книга е преведена на македонски јазик, бидејќи ние тогаш во Југославија бевме запознаени со тогашниот живот, со ситуациите во Романија, поготово, така да интересот за читање на таа книга верувам дека ќе биде голем, иако веќе добив информација дека се продава книгата. И посебно ми е драго што стигнува и информација дека таква книга и во Гергелија веќе постои, ќе има и луѓето се запознаени, верувам дека напорот на авторката ќе биде така recognized. Како издавач, морам да признаам дека и ваќе куваме второ издание од книгата, бидејќи се троши првиот тираж. Првиот тираж, да. Јас имам така молба и прашање, ако може, например, колежката Петри, професор по македонски јазик, да ни сложи, а вие да одберите еден дел, така да дегустираме малку да нас бъде сведока во овој дел, да чувствуваме малку од неката и складаме Maybe the side when I say that people cannot be happy now or
Испанско примо капитулација. Да. Ali just like a tušti. Just the beginning. Maybe the beginning. Okay. The beginning is always, yeah. Should be important the beginning. When I get manuscript, I get like 10 pages and I go like, yes, it's the rush. At the beginning, maybe the first pages. Ме намести колешка да јас читам Нема проблем, многу добро. Това најпрофесорите Македонија. Да. Мај, Да. патот од Букуреш до селото го поминав годишно. Бевме неми, луди и слепи еден за друг. Помеѓу нас двајцата беше невозможно да се каже некој збор. Сепак, Михај ме гледаше од време на време, обидувајќи се да забележи кога ќе протечат солзите. Се штитев од неговата недискреција, држејќи ја главата свртена на десната страна. Инаку, нити плачев. Даниел се играше меѓу багажот од задното седиште од автомобилот. Кога му здодеа, ја стави главата помеѓу двете седишта и го гледаше прометниот пат пред нас. Откако поминав покрај Рошиори, тој ми ја побара кесата со геврек на шофершарната на автомобилот. Мојата одлука да го оставам на некоја време го вознемири Михај. Или, може би тоа беше едноставно изненадување. Не ме праша многу што ќе правам дома, како што и јас не брзав да му дадам детал. Како да знам што не чека таму? По 5 години отсутство. Уште еден, ако сакате. Таму живееше Илеана, мојата поранешна колешка од факултетот. Се запознавме на првиот училиштен ден, го завршивме целиот универзитет под нејзина надлежност и останавме пријателки. Пред 2 години се беше скарала со својот татко, кој никако не ги прифакеше молчињата во кои се залюбуваше и беше заминала од дома со еден студент по глума. Беше променила неколку газди, се поскапи и лошо поставени. Илијана имаше извонредна дарба да се расправа со сите, особено со луѓето од кои зависеше. Секоја ситница ја вадеше од такт и се случуваше веднаш скандал. Сега се сутри со нелошото. Плаќаше превисока кирија во зграда готова да се лурне, на улица без светлина и далеко од секоја превозно средство. Во секоја ново селење земаше некој предмет од старите собственици. Сега таа имаше слаб, но целосен мирис. Стар кауч, масивен шифонер без врата, скинат тепих во средината, шпорот што функционираше со само една линија. Ако можам и неке зборови, да. Пробувам на македонски, јас сум лектор по романски јазик во Скопје. Ова е 5-та година. Мислам дека учував македонски, но знам што некогаш правим грешки, но ме коригира мој стар пријател, последен мохиканец, професорот Атанасов, и кога почекнував преведување, беше пред 4 година, затоа што на факултет имаме како работилница за
преведувања. И прва версија беше правена со моите две студентите од албанско потекло, но кои знаат македонски доста добро, мислам. Почекнувавме со една книга на поезија и потоа продолжуваме со оваа книга. Јас знам Феличија многу време и работивме и со професорот на втора верзија кој е и објавувано. И постојано професорот ме прашува каде е Сиренија. Потоа Феличија преведува книга на втора версија во романски и прашува во вторката во Букурешти каде е Сиренија, онде е брнза по романски. Но преку време разбиравме што ова е метафора за како се вика Ремшекълхом по македонски? Да, упар. Гордана. Ремшекълхом е упар. Урната, куќата, да. И мислам дека англиски издавач беше прав кога изборив овој наслов, затоа што се може да се разбира и le pays de fromage en français, но отворивме и тука исто сирење во ресторани и исто за целиот тежен живот на женските во Романија и како трагиска кондиција на Балканот. Многу ви благодарам и мислам дека ова е да. Да, доколку сакате некој прашање, слободно поставите. Invite them to bite something. И може да ме поканиме да се земете едно сокче, да се замислите. Something with cheese. Yes, Burek with cheese. Не е од Романија? No, it's the best. It's better Cheese here, the is burek. everywhere. Thank you very much. Значи, книјата